Едни философи сметаат дека философијата е независна, дури спротивставена духовна дејност на науката, други сметаат дека философијата може да се гради како строга наука со точно определен предмет, додека трети дека философијата е слугинка на науките или обратно, одделните науки се слугинки на философијата. Некои сметаат дека философијата е спротивставена дејност на науките, бидејќи обработува прашања од духовната сфера кои се надвор од делокругот на науките. Не е можно философијата да стане строга наука со точно определен предмет на истражување, бидејќи со тоа философијата би станала една од науките со ограничено поле на истражување, со што би се изгубила нејзината цел. Философијата со својот синтетички приот на сознанијата од поотделните науки доаѓа до нови сознанија за целината. По Аристотеловата синтеза на знаењето започнало осамосталувањето на поедините подрачја како самостојни трагања. Прво тоа се случило со математиката, која од философијата се одделила уште во антиката, па се до социологијата и психологијата, кои се одделиле од философијата во 19 век. Во склад со својот развиток, науките почнале да го одделуваат својот предмет на изучување и да употребуваат на него примерени методи. Одделувањето на посебните науки од философијата прво станало со математиката, која од философијата се одделила уште во антиката, па се до социологијата и психологијата, кои се одделиле од философијата во 19 век. Со одделувањето на посебните науки, философијата не ја изгубила причината за своето постоење. Таа има редици специфични прашања на кои се уште нема одговор, ниту наука која би одговорила на нив. Одделните науки се вредносно неутрални. Нивните резултати можат на човештвото да му служат за добро или за зло, за градење или разорување, за облагородување или наградување на природата. Философијата е насочена кон целината, извор на критичка свест за претпоставките и хуманистичката визија на смислата. Философијата треба да ги научи луѓето, а особено научниците, да знаат и да сакаат да го сочуваат вредното во нив и околу нив, да ги ограничат своите зафати и со поголема скромност, свест, да ги експонираат своите достигнувања. Философијата ги користи и треба да ги користи резултатите на одделните науки, но се со цел да ни даде продлабочен увид во нештата, широк поглед и средено знаење, а со тоа да не оспособи самостојно да просудуваме и оценуваме, да заземеме став, да можеме да го браниме и развиваме. Философијата треба да ни покаже како да ги определиме патиштата на животот и нема да се погреши ако се каже дека философијата е раководител на животот. Основата на науките е во философијата, а зарем има наука која би претендирала за врвот? Секако не, тој од секогаш и припаѓал единствено на философијата.